Како што гледаш, народе, мене ми е се преку Тасевски. А вие добре дојдовте во Прекутасевски шоу. Светот како што гледате полуде, се пука, се убива, нема брашно, нема зејтин. Нафтата оди горе-доле, Бојко го апсија па го пуштија, Пендарко амнестира кого стигне и како стигне. Дуи се жали функционерските плати им биле многу мали, па сега треба да собираме нели доброволен прилог да ги извадиме од калта. Павле чека нели една изборна единица, таче најавува нови задолжувања. Навистина живееме во прекрасна планета, која расипана паштета. Ама јас сум си на топло, нели, мезам нели сиренце, и кашкавалче, многу е добро. Особено овие се убави даскиве на Технополис, си пијам винце, си шибам со шоуто и не ми чуе. Шоуто не смее да застане, затоа што вие тоа го баравте. Одиме со Прекутасевски шоу. Рагао! Машала, Слаки, машала. Слаки, ти се работи тебе, а? Ти се работи? Па во Република Северна Волкоебина нема кој да работи, Слаки. Имаше право зоќе. Блескаме, Слаки. И тоа блескаме до вжештување. Сите работоспособни млади и 30% стари ги извезовме на запад, останаа само магарињата, оние истренираните од европските образовни проекти. Па да знаевме дека толку многу ќе работи извозот, немаше толку да запнуваме, бе, ама шо е тука? А тука газдиве на фирмиве се жалат, немат луѓеве, немат кој да работи. Многу глупа влада сте. Многу глупа. Донесовте закон за 18.000 плата, ама нема кој да ја земи. Мајка, да земи. Имено, газдиве пуштиле огласи за факултетски образовани по можност магистри, со познавање на неколку јазици, по можност и албански, возачка дозвола за шлепер, за да ускочиш кој ќе треба, нулта позитив крвна група, ако му затреба на газдата и фамилијата, компјутерски вештини од Word до програмирање, нели, поставување на компјутерски мрежи, оно, познавање сметководство, со опција доплата во плата од 1000 денари ако се знае кандидатот да води двојно книговодство, нели не? Оно знаете на мафија двојни познавање на маркетинг треба да има за социјални мрежи, да знае да снима видеа, да знае да пее. Да пее Кармен, да пее, да знае монтажа во премиер, основен курс по готвење кафе куварлук. Кафе куварлук, така е, не е она друго. Платата е 18.000 денари и ќе почнете да ја зимате по третиот месец, нели, при правнички стаж, кој се води неплатено. Сега, работодавциве не можеле да најдат работници за овие одлични услови кои ги нема ни во Шведска, затоа што во Шведска нашиве газди би копале канали и би местеле кабли. Па уште се жалат преку медиуми, а кога даваат К-15 бараа да им го вратиш, тогаш не, никако медиуми. Кога вработувате секретарка, истата треба да ви биде швалерка, кафе куварка, чистачка и психијатар за 200 евра, тогаш не викате медиуми. Таа е све супер. Кажи им, бе, Слаки, кажи им. Ај, Слаки, кажа. Машала, Слаки, машала. Или кога, например, доцните 3 месеци со плата, а на синот и на керката им паркирате автомобили од 100.000 евра во дворот на фирмата, додека вработените ги бројат ситните пари во джебовите да им купат леп на децата, да имат нели што да јадат со маргаринот, тогаш никако медиумите не постојат. Медиумите антепортас има да седат пред врата. Букла! Кога не плаќате социјално и здравствено, тогаш не викате медиуми да им објасните како тоа вие се лечите кај Лешан Митрев, а вашите вработени со бајачки и чајви и ракија се лечат. Па викате тогаш медиуми може ќе успеат да направат приказна за фирмите во Севернава, Волкоебина. Истите тие бизнисмени на кои им се забрани да стават македонски производи на налепниците, сега плачат дека немале работници. Па се додека му служите на зоќе нема ни да имате, затоа што неговава вештачка држава на чело со неговиот потрчкотаче не се потпира на економски закони и правила,
некој врз база на корупција и клиентелизам. Ако ги имаш таква состојба, луѓето заминуваат да си го бараат лепчето надвор. Сургун чопек auf Wiedersehen. Но највеќе гладта го тера човек на многу работи. Највеќе му ги отвара очите. Ширу му ги отвар, вака ќе го ококори кога си гладен, вака си ококорен, цел си ококорен, гладен, су ми се јаде. Но ми се јаде, ми коркора цевата, ми коркора. Колку напатени луѓе гладни, со отворени очи, ококорени, ви прозбореа. Ви откриваат секој ден, ви се жалат, ви плачат. Газди мои, со честни исклучоци, нели тука пак правам некоја дистанца. Спремете се за финалето. Ке немате работници, ке мора да ги платите, да ги чувате како да ви се фамилија. И повеќе од фамилија, како во Јапонија ке треба да ги чувате. Не се надевајте дека Тач или овој Црпко ке ви донесат ефтина работна сила од Сирија или Авганистан. И Господа може ќе избега одовде, бе. Концентрирајте се на постарите граѓани, платете ги достоинствено. Младите виши онака не ве клацкаат и со право не ве клацкаат. Чопек сургун auf Wiedersehen. Започнете процесот. Auf Wiedersehen. Овие млади ќе го вратат сјаот на Македонија, во тоа ви ветувам. Затоа што не клецкаат жива сила, а ако не ги почитувате, ќе го јадете дебело. Ќе го јадете. Путин? Путин звони. Ке му се јавам после. После ке му се јавам. Стај го на холд. На холд стај го. И поздрави го. Само да завршим го барам. Ако не ги почитувате младите, како реков, ќе го јадете дебело. Кај да е откако ќе пропаднете, а тие ќе сгазат, ќе отидат нели надвор, ќе дојдат после тоа овде и ќе ве купат со се партали, со се гаќи ќе ве купат, нели ако ви останат гаќите, нели однапред жуто, од позади кафеаво. Благодарим. Слаки, кравче моје, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Види бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, Слаки, еднаш една мала земја, која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, Слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво, праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, Слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, Слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли ајвар, нели, погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели,
да те наместат, нели? Бум-бум, трас-трас да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели? Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Слаки бе. Абе, у затвор бил, бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќа црква, бе, како може да, бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, што на Америка. Знаеш ти тоа, како иде со зелена тредичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа северна волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, на Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја, Слаки, имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, Слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Судии кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа волкоебина бил избран некој си Тальо за председател на собрание, со дигање нели на две раце, во општ хаос, нели со потпис на необластен пратеник Мрсимудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај ни уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свитка на меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на северна волкоебина. Така е кога судот суди нели без педигре. А оваа иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на оваа измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ке беше овде Рај, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, Слаки, бе? Правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна. И земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Познатиот северно-македонски министер за понадвор, Бујарче, звани Икебана, моја мала сад е у Јапану, тира-тира-ри-ра-ри-ра-ра. Тој Бујарче, звани Икебана, не советува да не сме купувале бензин на пумпите на Лукоил, затоа што со тоа сме ја финансирале руската воена машинерија, а бе оној дронот бе го финансираме бе, а не тоа мандалото на Ронџенеми. Ја мајката, како дојде до вакиов заклучок бе, Бујар? Галиба двојазично дојде до овој гениален заклучок. А во 2001 година, кога купуев моркови и крастајци од кујтимот Кондово онде на зелено пазарче, веројатно Бујар купуев и по еден метак за еколозите од шара на чело со Али Ахмети, а? Менторот твој бе, Бујарче, а? Ајде моркови, ајде крастајци со секој купен морков донирате по еден метак за Али и 40 екологисти кои што се во шумата.
Може би денеска го дониравте токму вашиот куршум, што е наменет токму за вас. Тенгере! А може би не, може би тоа никогаш не се знае. Животот е руски рулет, драги мои. Да. Руски рулет, а не украински. Видите, немај да се со мандалот на Рончереми. А ја да го прашам Бујарче, Бейзинче, кога купуваме на Пластичарска улица без фискални, кого го финансираме тогаш, бе, Бујар? Кина ја финансира, ракетниот програм на Кина го финансираме, бе, Бујар, Кого на Пентагон, биолошките лаборатории у Украина, сигурно не ги финансираме според тебе. Ама Кина ја финансираме, Кина, да. Кога пиеме кафе во Тетова струја, Кичево или Гостивар, а не ни даваат фискална, кого го финансираме, бе, Бујар? Бразил го финансираме? Бело Хоризонте, ФК Бело Хоризонте? Или ФК Ботафого? Пошто кафето нели од Бразил доаѓа? Кога цело Арачиново не плаќа данок, кого го финансираме, бе, Бујар? Светската банка? Ајде, немој ти мене тука мандалото на Рон Джереми. Немојте, момци, како да ти кажам. После со тие дупли камати нели го покриваат данокот на пилотиве, а ние другите што сме ние другиве, летечки овци, кои го враќаме со генерации, а кога кондовци не плаќаат струја, кого го финансираме, бе, Бујар? Веројатно Туле, овој Тотал електричарот на Зоќа роднинава овој, Или кого го финансираме? Кочо струја? Или син му на Муса, оној Муса, Или оној бројачот за пари на бирото на Али? Да врти нешто, бе, греота е таква германска машина, да седи така без работа, сува, мислам, без евра, без долари на сува, да не се врти на сува, бе, жаба на сува, не крека, бе, ало! Или кога од некое министерство ќе ни кажат соодветни рамковни кадри да донесеме фактура, ама робата не мора да ја носиме, ќе ни ја платат и после да донесеме кај типот 50% кеш, тогаш кого финансираме? Па себе. Кај пари 50%, кај цела роба дома да си ја продаеш на црно, бе, супер, бе, зелен бизнис, бе, нема проблем, бе. Мандала на Ранџерени. Бе, Бујар, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот? Со онаа квази држава владее дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Не очекуваме ти да ги штитиш македонските интереси. Ти со своите постапки досега 1000 пати покажа дека подраги ти се албанските и косовските интереси, а после тоа бугарските интереси, да кажеме. За жал, од таму не зимаш плата, ама па ти не живееш од плата, бе, ја глуп, мислам како може да кажам дека ти живееш од плата. Ти не живееш од плата, бе. Ти си уште ставени да преговараш за македонскиот идентитет и за јазикот со бугарите. Ама во Апсурдистан и тоа ни е малку. Да ти каже тебе нешто прекутасевски. Се ти што ќе препорачаш народот обратно ќе направи. Тебе ни албанците не ти веруваат. Слушај што ќе ти кажам, бе. Секој ден ми го кажуваат тоа. Посебно од моментот кога на списокот за нова влада имаше 67 пратеници подпишани, а вие зелените од ДУИ заедно со вашите ментори од кадето успеавте да го дотерате до 59 со познатиот трик на Дейвид Коперфилд, кога исчезнува пратеник на 2-3 дена и одеднаш се појавува нели као телепортиран од Стар Трек онака. Демократски и европски, бе, топ сте, бе, така за исчезнување и појавување на пратеници, бе. Ова го знаат сите честни албанци, бе, Бујар. И да ти кажам уште нешто, да го сакаше Украина толку Косово досега ќе го признаеше. Бујар, мислам дека врска немаш ти од надворешна политика. Слушај, ај чао, отидов да си ставам бензинче кај Лукоил и да си пијам, нели, кафенце, руско, одлично. Имам далото на Рончење. Кога го прашале еден наш познат судија во алкохолизирана состојба зошто во име на власта се прават глуви и слепи, кога и врапците на гранките ги гледаат рекетите и криминалите и не судат според правото и правдината, туку само по инструкции на некој, за кој повторно врапците знаат кој е тој, судијата онака алкохолизиран меѓу две вискија се направил малку многу умен се направил. Од озгора му рекле на шефот дека го штитат и него и нас во име на повисоко добро.
Ама шефот од многу штитење отиде нели да продаа корнишони. И прашање на дене кога ќе речат, ај буди го рано на сабајле во име на повисоко некое добро. И што би рекол народот, колку добро направил судијата, толку добро да најде пред себе. Но очигледно не ја сватил главната шешбеж дубара на овие од озгора. А тоа е дека се снимаат и дека се бележат. И дека еден ден сите од бележникот го јадат калапот, независно колку високо се качени. Зашто повисоко кога се паѓа има голем бум. А голем бум надалеку се слуша, за памет, а и они од озгора се секогаш од озгора, нешто како со газот што е секогаш да кажеме од позади. Така и Infuckable Бојко Борисов, легенда која хода на Зоќе братот, на Пендар љубовта, на Меркел инспирацијата и на Тодор Живков обезбедувањето, пред некој ден го хапна мачорчета. Ја хапне луканката со обвинение за рекет од 250 милиони евра, или ако сакате во левови 500 милиони левови цели. На округло си правил рекет со уште 2 цуцки од кабинетот и еден министер и го делкал најголемиот криминалец во Бугарија, контроверзниот Шишков. Замислете, акцијата ја спроведуваше бугарското МВР без знаење на бугарското обвинителство, затоа што таму нали се подразбира има некоја русковска која би ја пробила акцијата, всушност бугарскиот обвинител е Гаки со Бојко. Затоа апсело ова европското обвинителство со главната европска обвинителка Романката Ковеши. Нешто ви звучи познато, а? Имавме и ние вакви 2-3 акции на FBI, а? Така да, Бојко ли е, Стојко ли е, Зоќе ли е, Ноќе ли е, многу не ги интересира кој ќе дојде ден од тие фаци. А кај нас нешто се слуша дека многу брзо ќе дојде и тој ден, ама дупли. Ред социјалдемократи, ред зелени екологисти со нагласок на цела гарнитура. Како што вели песната, ќе дојде ден, убав ден. Бојко го пуштија да земе воздух, а и у Бугарија си ја наредиле, Европска унија е тоа, само 24 часа притвор, не како во оваа северна волкоебина, те апсати си и живуваат со тебе како во среден век, дека Бојко ќе лежи, тоа е јасно дека ќе лежи, ама дека нема сам да лежи, и тоа е јасно. Епа, ај тогаш да им кажеме на овие од севернава и на ваша глава. Ова беше се за денес. Се симнувам тука од лудава планета. Ке се качам пак на ненормалниот фрингишпил за некој ден. Затоа приклучете се на каналот Комедија Македонија, споделете ги видеата и мислете со своја глава. За почеток и толку е доволно. А сега, аривидерчи Македонија, насекаде по светот. Пам, пара, пам, 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 пам.